Здраво на сите, тука е Даниел и добредојавте во третиот девоушнал од Евангелието по апостол Јован. И после малку подолга пауза ќе се вратиме повторно на основите да го читаме Божјото слово заедно, да се молиме заедно и да го споделиме тоа живо Евангелие на Исус Христос заедно. И затоа ќе ве замолам да го споделите, кликнете share, сподели, кликнете на тоа копче за заедно да досегнеме до што повеќе луѓе за тоа живо слово на Исус Христос. И пред да се фрлиме на стиховите од првата глава по Јован од 35 до 51 стих, ќе се помолам за вас. Господи Исусе Христе, ти благодарам за секој еден кој што се приклучува на ова видео. Те молам ти да ги допреш нив, Господи, те молам ти да им зборуваш во нивното срце, да го омекнеш нивното срце за твојата љубов, Господи. Те молам ти да зборуваш преку мене и сподели го тоа твое живо слово, Господи Исусе Христе, кое што сече како меч со две острици преку мене, преку ова видео и да досегне до што повеќе луѓе. И сето ова го молам во името на Исус Христос. Амин. Сега ќе се фрлиме на стиховите веднаш и нема многу да одолговлекувам. Ќе читаме од првата глава по Јован од 35 до 51 стих. Вели вака: А на другиот ден пак стоеше Јован и двајцата од неговите ученици. А штом го виде Исус како оди, рече: Еве го јагнато Божјо. Кога ги чуја од него тие зборови, обата ученика отидоа по Исус. А кога Исус се сврте и виде дека одат по него, им рече: Што барате? Тие му одговорија: Рави, што значи учителе, каде живееш? Им рече: Дојдете и видете. Тие отидоа и видоа каде живее и останаа тој ден кај него. Беше околу 10-тиот час. А еден од двајцата што беа чуле за Исус и беа тргнале по него, беше Андреј, братот на Симон Петар. Тој прво го најде брата си Симона и му рече: Го најдовме Месијата, што значи Христос. И го одведе кај Исус. А Исус го погледна и му рече: Ти си Симон, синот на Јован. Ти ќе се наречеш Кифа, што значи Петар. На другиот ден Исус намисли да отиде во Галилеја и го најде Филип, па му рече: Тргни по мене. Филип беше од Вицаида, од градот на Андреј и Петар. Филип го најде Натанаел пак и му рече: Го најдовме Исус, синот Јосифов од Назарет, за кого пишуваше Мојсей во законот и пророците. А Натанаел му рече: Може ли нешто добро да излезе од Назарет? Филип му одговори: Дојди и види. Исус пак, кога го виде Натанаел како доаѓа кај него, рече: Еве вистински израелец во кого нема лукавство. Натанаел му рече: Откаде ме познаваш? Исус му одговори и рече: Уште пред да те повика Филип, кога беше под смоквата, јас те видов. Му одговори Натанаел и рече: Рави, ти си син Божји. Ти си царот на Израел. А Исус одговарајќи му кажа: Дали веруваш бидејќи те реков дека те видов под смоквата? Ќе видиш многу повеќе од овоа. И пак рече: Вистина, вистина ви велам, од сега ќе го гледате небото отворено и ангелите Божји како се искачуваат и слегуваат над Синот човечки. Во овие стихови можеме да ги видиме првите Исусови ученици од претходно, каде што претходно зборевме за тоа кој е Исус и дека Исус е Божјиот збор, дека Исус е зборот Божји отелотворен во тело и дека дојде на оваа земја како Бог отелотворен за да ја земе таа жртва за нашите гревови, кои што ние заслужуваме всушност таа жртва. Потоа читавме за сведоштвото на Јован Крстител и неговото искуство всушност со Исус Христос. И продолжение на оваа биографија од Јован, биографија на Исус Христос која што е напишана од Јован, продолжува со записите за тоа како првите ученици започнале да го следат Исус Христос. И тука ќе видиме како Исус ги повикува неговите први ученици и на истиот тој начин не повикува и секој еден од нас денеска. Така ми има повикано и мене на истиот тој начин, така те повикува и тебе, ти да започнеш да го следиш Исус Христос уште денеска до крајот на твојот живот, бидејќи на крајот на ова видео ќе имаш избор. Ќе бидеш соочен или соочена со избор да го следиш Исус Христос, да не го следиш Исус Христос или да одбереш да не избереш ниту едното ниту другото, што и тоа е избор. На крајот на секој од моите видеа, секој пат ќе биде представен тој избор. Дали сакаш да го следиш Исус Христос или не, или одбиваш да го направиш тоа. И гледаме овдека дека тука можеме да видиме одлични примери на првите негови ученици, на Андреј, братот на Петар, кој што е толку познат и ден денес се збори во православните средини како Свети Петар. Неговиот брат Андреј беше тој кој што веднаш Исус дојде го повика Андреј и он веднаш почна да го следи, не чекаше воопшто. Вели
во 37 стих, кога ги чуја од него тие зборови, обата ученика отидоа по Исус. Значи, само што ги слушнаа зборовите, не се мислеа, не се консултираа со други луѓе. Не бараат друго мислење, не ги интересираше ништо, едноставно ги интересираше тоа што Исус има да го каже и веднаш почна да го следат. Но нивните срца беа отворени за тоа. Не беа закоравени, не беа затврднати кон Евангелието на Исус. Не беа затврднати кон Божјата љубов. Но пред тоа беше Јован Крстител со истите тие двајца ученици, им каже еве го јагнато Божјо, тоа е едно од имињата на Исус Христос. Јагнато бидејќи требаше да биде жртвуван како јагне за ние да можеме да живееме денеска, за ние да можеме да имаме живот вечен преку верата во Исус Христос. И тука можеме да го видиме уште еднашка на гласокот во оваа биографија дека Исус Христос е Син Божи, дека Исус Христос е Бог. Дека Исус Христос е таа Месија која што ја чека евреите илјадници години наназад. Во 41 стих Андреј оди на Петар. Петар туку се уште не верува во Исус Христос, се уште не е тој Петар кој што ние го знаеме, туку се нарекува Симон во овие стихови. И Андреј доаѓа му го споделува Евангелието, му го споделува таа радосна вест. Го најдовме Месијата што значи Христос. Затоа јас ги снимам овие видеа, бидејќи јас го најдов Исус и сакам да го споделам со секој еден од вас. Вели го најдовме Месијата што значи Христос. И го одведе кај Исус, го донесе кај Исус. И неговиот живот повеќе никогаш не беше ист. Потоа во 43 стих можеме да видиме Исус како намисли да отиде во Галилеја за да се сретне со Филип, за да го повика Филип. И верувам дека Исус денес има намислено да се сретне со секој еден од вас и да ве повика секој еден од вас да почнете да го следите него, да ги оставите работите од овој свет. И му рече на Филип, тргни по мене, и Филип го послуша веднашка. Повторно гледаме дека тие се одлуки кои што не биле утре. Не пишува дека Филип одспа, чекаше да размисли малку, да се советува, да разгледа повеќе опции. Едноставно му рече тргни по мене, тој тргна. Му рече на Андреј претходно тргни по мене, тој тргна. Му рече на Петар тргни по мене, тој тргна по Исус. Сите тие се луѓе кои што донеле моментална одлука. Во Библијата вели дека денеска е денот на спасението. Не е утре, не е вчера, не е задутре. Можеме ние да одлагаме земни обврски до 101 и назад. Но зашто би ја одлагале судбината на нашата душа, бидејќи на никој не ни е ветено утрешниот ден, на никој не ни е ветено тоа утре, на кое што сите се надеваме и се подпираме. Па ја кажам, за земни обврски може да одлагаме да 101 и назад, тоа нема да влијае толку многу на нашата вечност, колку што ќе влијае одлуката дали ние го следиме Исус Христос, бидејќи во Библијата пишува, јас цврсто верувам во тоа дека единствен пат до живот вечен, не вечна смрт, вечен живот е преку Исус Христос. Тоа го вели Библијата. Јас верувам во тоа. И денеска е денот на спасението. Денеска е денот да се донесе таа одлука дали да се следи Исус Христос или не. Потоа отиде Филип, кој што веднаш почна да го следи Исус, отиде кај Натанел и Натанел веднаш го препозна Исус Христос дека е Син Божи, ти вели ти си Син Божи, ти си царот на Израел. Сите ние денеска сме соочени со живото Евангелие. И наше е до нашиот ум, до нашето распознавање, до нашиот разум, до нашето срце, дали ќе препознаеме дека Исус Христос е Бог и дали ќе го прифатиме за наш Господ и Спасител. Затоа те повикувам тебе уште сега, уште денеска да не чекаш на никој не ни е ветено утре. Две работи, не знаеме кога е нашиот последен момент на оваа земја и не знаеме кога е второто Христово доаѓање. Не знаеме кога ќе биде предоцна. Заради тие две работи денеска е денот на спасението. Не чекај. Не чекај. Падни на колено уште сега. Падни на колено уште сега, во твојата соба повлече се и побарај го Исус Христос во твоето срце, побарај го како пријател, побарај го како татко, побарај го како некој кој што дојде на оваа земја, го даде својот живот за тебе, за ти да можеш да живееш. Не ја отфрлај таа жртва, не го отфрлај тој подарок. Тој подарок е бесплатен, можеш бесплатно да го примиш, но не е воопшто ефтин. Не е ефтин тој подарок. Исус Христос мораше да умре на тој крст, на тој дрвен крст, за да можеме ние да бидеме оправдани
да можеме ние да се сметаме за совршени во Божјите очи преку верата во Исус Христос. Стандардот за спасение, за вечен живот е совршенство, а ние никогаш не можеме да го постигнеме тоа. Треба да бидеме совршени од првиот до последниот ден од нашиот живот и кажете ми еден човек кој што не излажал од првиот до последниот ден од нашиот живот, од неговиот живот. Кажете ми еден човек кој што не го направил тоа. Сите ние сме паднале на барем една работа и пишува во Римјаните 3 глава дека сите сгреши и паднаа пред Божјата слава. Потребен беше некој да дојде и да ја даде таа жртва, бидејќи казната за гревот беше вечна смрт, смрт на душата, не само на телото. А Исус дојде да ни даде вечен живот во неговото присуство. За секогаш. И што не вреди овој живот овдека да го изгубиме овие неколку години кои што ги имаме, неколку десетина години, а да ги проживееме тука и да уживаме и да не сакаме да го следиме Исус, а да ја изгубиме вечноста. Бидејќи овие 80 години колку што се во просек што ни се пружени на оваа земја, се ништо во споредба со тоа што не чека по завршувањето на овој живот. Затоа не чекај, започни да го следиш Исус Христос уште денеска, бидејќи денес е денот на спасението.